Ја служиме, браќа и сестри, последната преждеосвештена литургија за оваа година и во продолжение ќе имаме света тајна маслосвет или елеосвештение. Ке рече човек зошто се разликува во имињата. Затоа што елео, елеј, на црквено-словенски е она што денес го употребуваме како масло. Меѓутоа, разлика има, некоја елејот секогаш е маслиново масло. Значи, од прастаро време, во христијанско време исто, и до денешен ден, маслиновото масло или елејот е целително. И затоа го осветуваме на овој ден, иако некој има потреба елеосвештение тајната да му се извршува, исто се извршува и таа тајна како и сега. Ова тајна елеосвештение сега општо за сите се прави, зашто сите сме свесни дека имаме некаков недостаток, или духовен, или душевен, или телесен. И заради тоа да ги исцели Господ нашите слабости, го молиме преку оваа тајна елеосвештение да ни подари целовитост во животот. Колку е можна целовитоста во овој живот, затоа што цел потпун човек ќе постане дури во Царството Божјо. Но овде барем полесно да ги носиме недостатоците. Зашто некои болести има такви недостатоци што се за човекот неиздржливи. Оттаму дошла и потребата да се развива евтанасијата или поттикнатата смрт кај луѓето кои тешко и претешко, да речам, ја доживуваат болеста која ја имаат. Не е исто човек да има обична главоболка и да има болка од рак. Што значи треба да се прави разлика. Црквата секако не може да ја одобри евтанасијата или сам човек да оди во смртта со помошници околу него. Но секако треба да има крајно разбирање дека болестите наши на луѓето се различни. Болките наши на луѓето се различни. Немаме ние иста болка. И како што спомнав, не е иста главоболката која може да помине за неколку минути и болеста, односно болката која дава ракот, да речеме. Затоа секогаш треба да бидеме свесни со една ширина да пристапуваме на луѓето кои имаат болест. Било каква болест. Затоа што пред се Господ пристапува со таква ширина. Еве ни ја дава општо за сите оваа тајна на елеосвештение. Да се помажеме денеска, ако отворите интернет, многу ќе видите дека има поставено дури да се зема елејот, особено маслиновото масло секако, да се зема нагладно или да се зема еднаш дневно или неколку пати дневно, затоа што дава не само душевен мир, туку дава едно мир на органите внатрешни во човекот. Како што реков, одавна ја има целителната моќ маслиновото масло и затоа и ние ги употребуваме неговите ефекти
при ова тајна на леосвештението. Нека Господ даде на сите здравие, да може човек да функционира. Немаме ние сите исто здравие, некој е поздрав, некој е помалку здрав, но важно е Господа да го молиме да ни даде да функционираме. Толку да бидеме здрави, колку да функционираме. Човек што е пак многу здрав, тој е многу поподложен на грешки во животот. Затоа што не размислува дека ќе има последен суд. Прави во животот работи што не би ги направил болен човек. Милоста Божја да биде со сите вас и таа да ве чува и да ве храни во сите дни на вашиот живот.